поредок, а во нашиот конкретен случај, например, што велат правните експерти, што верувам ги има во Обединетите нации, по ова прашање, мимо Генералното собрание, да речеме, зошто се издига овој проблем мимо правниот поредок? Затоа што по сите правни норми, ние имаме право да избереме име, ако сакаме да се викаме Марс. Случајно се викаме Македонија со векови. И каде е тука кваката? Оствари, ако вие сте имали искуство или разговор, верувам, со некои веројатно експерти во Обединетите нации. Ние немаме име. Имаме референца. Најлесно како може се надмине, иако и тоа лесно веќе оди пак некај утописко размислување, но из Жил Верн, кога ги пишувал своите книги, може би бил исмеван на тогашното поднебје и околината, но ден денеска се докажува дека се што пишува како научна фантастика е реализирано. Ние имаме проблем во Совет за безбедност. На нас ни требаат уште Франција и Британија да го сменат својот став и да не признаат подуставно име. Тогаш ќе ги имаме 5 држави постојани членки на Совет за безбедност со ист став, значи нема кој да не блокира. И тогаш би требало да се побара резолуција која ќе донесе Совет за безбедност биде давано усвоење и во Генерално собрание. Состојбата е за мене загрижувачка, бидејќи јас сум присуствувал на воспоставување на дипломатски односи со јужноамерикански држави, на 2 држави, Панама и Венецуела. Сум присуствувал кога во тоа време амбасадорот Керим воспоставувал дипломатски односи, значи првите инструменти се подпишувале и разменувале. Тој секогаш ми се спирал да се признае, односно се воспостават под уставно име. Никако на друг начин. Имало држави кои што не го прифаќале тоа, не сме воспоставувале дипломатски односи. Односно, јас не сум имал позначајна улога освен како свидетел, затоа што мојата юрисдикција беше во САД, не во ЮН, но бидејќи бевме во иста зграда, а втор по ранг, тој ме повикуваше да ги видам тие настани, веројатно, за да постои свидетел кој што може да го каже тоа понатака. Мене ме загрижува што тоа не е практика на македонската дипломатија, една поголема и постратешка задлабоченост да ги работиме Франција и Британија, да бараме и трети држави кои што би ни биле спонзори кај нив, за да го затвориме тоа прашање. Никој не вика дека ќе успееме, но да барем да пробаме. Јас не сакам да влегувам во персонална експликација на луѓето што треба тоа да го работат. Меѓутоа сум сигурен дека профилот на тие луѓе треба да биде малку по-јасен, по-дефиниран, по-препознатлив, бидејќи еден амбасадор наш во Париз и во Лондон би требало да има во себе една виртуозност за, ако сакате, да го дефинираме како дипломат според објаснувањето на Иво Андрич, да ги има сите можни карактеристики во себе. Тоа кај нас, за жал, не е така. Ако пробам да се вратам на мојот пример, ќе биде лично, не се вратам и не ни сакам, но еве ќе го земам како еден патоказ председателот на Генерално собрание. Тој е личен другар со министра за надворешни работи на Русија. Личен другар. Тоа ви сведочам јас. И знам дека играта која што се направи со источноевропската група при изборот беше направена по сите нишани, како што може само да ја замисли и многу поголема држава со многу поискусна дипломатија. Инаку групите кои што кандидираат се точно поделени, како што се членките постојани на Совет за безбедност. При формирањето на организацијата ова е исто многу малку познато. Секоја постојана членка добила под свое влијание
по една група, како би можеле да направат една убава поделена стандартата на светот. И на некој начин, некои експерти велат дека иако се применува систем за колективна безбедност во Обединетите нации, внатре во Советот за безбедност постои равнотежа сили, по стариот принцип на комуницирање во меѓународните односи. Што значи дека можеби Обединетите нации, ако ги анализираме вака и од друга перспектива, Генералното собрание и Советот за безбедност на некој начин ги инкорпорираат и двата принципи. Ја не знам дали сум доволно јасен, да верам. Меѓутоа треба да постои, буквално да не навлегувам во описот на што е тоа дипломат од Иво Андриќ. Ја го посочувам како референција, не е надмината референција, описот како треба да изгледа, како треба и што треба да биде еден дипломат.